Ама сакаш прв да видиш на место, а? Од кај не најдоа Кумановци, човече, у ова Буко Тит, како може да не најда човече? Еј, па во 3 сат дошле да фатат место. Па во 1 сат ќе трнеме од... Не ми е јасно човече како не најдоа, еј. А овде сме ние 400 километри од цивилизација, бе, човече, најблизо. Овде ти е шатор, бе. Шаторче од сега, спиење од утре, тука овин отпалење на -5, на -5, на 7, сега колко е, -5 е сега моментално. Ке се снајдеме, ајде идеме со Дарко сега се распава. Сега ќе види он, чиво место фаќа. Тепачка се. А он не донел, он не донел, ево го вика, он не донел, а ние, се ќе го викаме, ни оваду место, а безковска работа. Докче, буди, ајде. Ајде, шибајте. Ајде на раце, ладно, ајде. Шибај. Ja, 3 месеци, да, Получение од пролаќа на Јурида. Ај, здраво и здраво. Еј, здраво, живо. Где си, бе, мајсторе? Јас специјално за тебе сум дошетен. Има канта пуна се скоро му фрља човек, како ми биде да бъде. Али паѓите дека после да ги фати. Порче, на леп лајво. На леп? На бел леп? Ја на бели пробуј, на бели На леп. папу само бело, лепче бело. А дека има дубина, например, и пред тебе имаш 3 метри по-дубина. Да се го го кърмиш, да го кърмиш тамо да се паќа. Абе, види, ако нема правите, како да фаќам види? Ајде, мајсторе. Какав си, па викнаме 400 километра, бе. Одиме меѓу нас. Не. Не, бе, ја ке си фаќам туј на страну, ке си, Кумановска работа, одма. Одма на Кавго од Сабајле, Кумановска работа е на Кавго го тера, А на крају кафану ќе заврши. На ладно време, Камен, што може кај, само можеш да чекаш и да отопли малце времево. Пошто е многу зима, екстремна зима, значи јануари. Кој јануари сме денеска, Радован? Па ние сме денеска Василица, 14. Значи 14 јануар што може да прави? Само да чекаш. Па само да слави стара нова година, уствари да си чекаш да затопли малце кој е на вода, да си чека да си затопли малце вода. Ќе ставам некој 2,5 грама тапа и ќе видиме што ќе испадне од целава работа. Не би ставал потешка, ама ај ќе искористам ова све сега што ми е кажано како информација првична. Ќе пробаме да видиме што ќе направиме, па после ќе менјаваме, ќе експериментираме, пошто сме на вода на која што има многу риби. Овде може да се учи, значи не е целта да се фати многу риба, него да се научи некоја нова техника, да се совлада некој нов марифет, што викаме ние, рибарите, и да си ги потврдиме знаењата. А може и рибче да не фатиме. Не, овака нешто ќе врземе. Овака, може и ова нешто овакво да биде, али после ќе видиме малце ми изгледа јака вода, уште немам осет до ледното што ме чека. Дали ќе биде камен, дали ќе биде глиновито место, дали ќе влечеме на песок. Тоа све зависи, ќе видиме како ќе ни биде денов. Али многу е битно да се почне одма да се вади риба, пошто Владо ќе биде у голема предност, после тешко се стига. А, Владе? Значи јас сум дојден од тие овде вака, кај што се вади риба, да ме научите риба да ловам. Владе, не си ти од тие. Сега теорија, слушам теорија, а сакам да видам и пракса само. Теорија требаше вчера да учите канцеларија кога Веќе па се. Сега теоретските аспекти на онлайн ќе го видам тоа. Онлайн, да, има тоа онлайн. И сега да ти врзам тапа и на тебе сакаш? Од овие пијаните тапи што ги викам? Да, пијана тапа, брате, пијано лови, нон-стоп се чудат луѓето како фаќа. Пијана, ѓуречка, како сакаш нарече. Овдека наверно ќе ставиме гумичка подебела
Пошто не знам што ме чека, може ќе се скине, може ставам подебело гумиче. Обавезно силиконче. Значи дел од работата ја врши самото перце, затоа е од гулап. Малце криво, со упалјач се исправат. Значи не е страшно ништо, со упалјач значи малце се загреват од страна и се исправат. Тоа е техника на исправање на перца од гулап или од галеп, овие се од галеп, собирани на плажа на море. Тие се малце појаки и така. Нешто да ловиме се. Морам malo да пуштам, зашто вака полека како тргнав, ќе влезам у грмушки да вршам. Нековнер, добра јадица, убава. Оваква нешто, пошто има некоја крупна риба, видиш ова е нека така нека интересна форма на јадица. Ајде! Ебе, добре. Стабилизира, значи се врзани. И даваме предност, А не предност, гледа колку е саат, рано е уште у 7 саат. Кој лови риби сега, бре, човече? Сите спијат. Од Слава, ние директно на река. Ова река ми се свиѓа што е многу слична на Пчиња, у големина на вода и има многу е богата со риба, значи. Немаш шанси да промашиш. И нема потреба од брзање, што е наше ќе си дојде. Тоа е, што друго да кажеш. Битно е да се ужива, да се направи една убава репортажа. Јас сум завршил, значи, она што го приметив кај некои мои колеги кои што се почетници, уште еднаш повторам, значи, немојте ова растојание да ви биде помало од 20 см. Обично се дешава, значи, овака нешто во овој систем. Тоа не е, значи, не е добро. Што поголем предвес, значи нормален предвес 20 см, послободно се движи храната, ја напаѓа и тоа ви е добитна комбинација. Немој да го ставате ова, значи, ова растојание помало од 15-20 см. 15 см е до овде, 20 до овде, значи ја имам овде 25 см. Слободно ставајте и после кој ќе ви скине, пак ќе си имате простор да надоврзете, пак ќе видите тие 15 см. Само не го оставите многу кратко, пошто гледам некои колеги го стават овака баш на 10 см. Тоа нема шанси. Ова го зборам само за оние кои што сакаат да се занимаваат со риболов, се почетници и ги интересира, значи, некои информации овака со джвакани за да може да одма почнат да ловат успешно. Тоа е тоа. И мора оваа тапа да биде избалансирана. И стално ви кажувам, значи увек повторам, таа мора да биде до овде. Овој риболов моментално сега што се применува во зимски период, исто се користи као за лето со поголема дубина, меѓутоа со малце полесна спрема не се оптоварува тапата, него прво се лови слободно. Ако излезе она на површина, онда ќе ставиме олово малце колку да дојде до тука, пошто е на голема дубина и се влече доле, она ќе излегува. За да не излегува, мене ми смета, си ставам повеќе олово тоа што носи. Иначе, у нормални услови за секој почетник, значи ова важи, треба да се искористи моментот кога се лови посебно попадик. Значи многу битна работа е да се лови на точна длабина колку што е водата. Значи точно да биде на дното, значи дното може да биде негде и на 5 см од самото оловце. Тапата мора да биде слободно и мора да биде точно оптоварена, да не тоне. Попадиката ја зима тапата во движење и со неа се движи. И така може да се случи да не приметите како ви удира риба. Значи, секогаш тапа не се оптоварува до крај. Значи, не е правило ностоп да се оптоварува, него тоа се прилагодува према реката, а од друга страна, кога ловите попадика, мора да внимавате да бидете прецизни со ловцето, да бидете лесни, прецизни, значи што е можно полесна спрема, нормално овде кај голема вода, треба и далеко да фрламе, затоа користам некои 2 грама, после ќе видам може ќе идеме и со грам и пол, али тоа сето зависи како ќе ни се одвива, значи ја сега не знам како е моментално ни теренот, ни што се случува таму, за да може да оптовариме.
Радован, ајде се да се ставам у вода, да се избалансирам и шибаме. Значи никако олово повеќе на тапа ако ловите попадика. Тачно, одредено. Значи олово милиметарски, тоа е за попадика за мене. Значи оловцето мора да биде подесено спрема носивоста на тапата. До самото дрвце, малце и мал дел од дрвцето може да биде потонат. Многу битна работа која што при само, да речеме, неподесување, правилно подесување, може риба да не фатите, значи да не ви удри риба или да удира да не ја приметите. Попадиката посебно знае да ја земе тапата и да не. А оваа мајсторија изгледа им ја зима ностоп тапава, па не може да објасниме ништо, нормално. Еве. Треба да ваду рукавите, бе. Мора да лепше се. Навадам, мудира не? Мудира. Еве вие ситни за балансирање, значи увек у опрема мора да имате ситни за балансирање. 0,2, 0,1, 0,09. Значи сите тие оловца мора да ги имате у спрема, затоа што кога работиме на 2 грама, балансираме со 0,1, 0,2. Не балансираме со 0,5. Мислам, па да, 0,5 грама, тоа е многу мал, тоа е многу голема процентуално, значи 20-25% е максимално оптоварување на таа тапа во вакви нормални услови. Може ќе се покаже дека не треба, ќе го извадиме. Може ќе треба уште. Мудри. Што си, бе? Мудри, па. Нешто. Кој бе топла вода овај толку? Овај, бања, бе. Абе, јака ќе фрлиу, ќе викаш блазе си. Знам. А црви турате ли? Црви? Имам и ја, бе. Имамо 3 кила црви. Крму веќе има ставено, да му кажа. Чекај малко на лепче, нели? А? Па затоа вика малко на лепче, па после на црви. Топла вода, Радован, ако ти студи, влези да се сгре. Ако ти е ладно, влези да се сгрееш. Ова треба да тука бања да го направи, чече. Затоа ми е мене чудна вода, некако многу бистра, зелена. Таа да ти била богата со минерали овде на бања. Гледате? Па како? Јас сум... Тоа е твој систем. Не, моја. Види, му се витка врват на борче. Слушај си ги мајстори. Препајано ги на овие дотирани, мирни како бајчики не мрдат. Јукче дона, гледа се се утепување. Ке му кочи ли? Нешто ќе му кочи, котера га, не, за кочење тој други мисли кој кочи. Аха. Ете, гледаш. Потопало е јутро, стави ти кочење. Пуна риба со храна, Ти удираме, Владе? Да бе, кини црвите ми ги зем. На шо ти, на бели? Не бе, на црн црв. И ќе ставам ги кини црвите. Ти ги месаш работе, глумци и спорт. Гледај сега дека го скина црв. Удира. Абе, провокација. Чекај сега. Ние глумиме дека фаќаме. Буки! Лега, бе. И тоа поблизу тука, не е далеко. Ама има закачалки исто тука близу, така да.
Остане ќе вика, мисли, на лошо место ќе настави. Битно е другарство. Може да го натераме тие. Владо, кој ли ми пати? Седи на тие. Дарко, абе овој мајсторот легува ушема. А? И овој нешто витка, бе. Абе, кумарова си е. Знае се ти пегла дека ќе игра. Или пие, или касние. А ти што сакаш да фармиш? Ја рибило. Ти ме се пусти, море? Дај дурјаде да фатам уште некој остао и кумановци ке не утепа после од... Абе, после му чуварку го пуштам, оно пата е да иста доваѓа. Ај ти тренираш некој, а? Ја не стоја работа. Ај на здравје нека, еј. Еј. Што ни преш вака, бе, не? Не правимо ништо, мајсторе, едну емисија да направимо како што правим. Ти знаеш, бе, кад треба се сними емисија куде да дојдеш. Мајсторе, на шо бе хочеш? На папо, на лепче од Господа дадено, знаеш? Лепче, а? Да. Ево, мајсторе. На шо е овој не тоа? Гледај се. А? Гледај се. Че? Прати го само таму. Да види ова ти нешто имаш, тој тој посебно ти некаде. Пробајано ги. А, пробајана Да. трска. Све на свое место. Ајмо сак ти. Тој ли ти дем? Ма свугде зиваме. А? Свугде. Не ќе имаме, ја кад дојду не ќе. Како не ќе, бе, мајсторе, бе, не ќе промасиваме. Франческо. Еј! Од француски оние кришки. Колку? 3? 3 пати. Зошто ти 3? Со жуто. Се, кажи ми една по твоја. 3, а? 3 месече за тебе да ме местим на тап. И да фатиш риби. Вчера бевте ли? Да. Како поминате? Па многу убаво местече. Едно 20 кила. Крупан сковал. Крупан попадика крупна. Лен. Се, мешано. Да.
Мешано. Мешана скара мајстор. Мешано. И све вратено. Назад све. Па под Сабајле поиски попадика на црви, а покасно кога стопли на леп скова. По-активен беше, по-крупен. Што јадичка ќе ми стаиш? 12-ка. 12-ка? 12-ка. За предвешче, да. Обавезно. Намести ми да фатам 2-3 да го зафркам в глава. Нема лошо. Можеш да мајтап. Исто жилко ќе го користиме, иста основа, исти предвес ќе иде. По ситни сачми, По 25-ки. Некако ми покрупнил ја лъжев. Колку грама нешта е? 3. Тройка? Како ќе легне мајсторче? Колку ќе го фали? Здраве да едиме. Пипни стој, може и вишно ови. Јан тако фаќам понаотежното. Ама ти, ја ќе извадимо малку. Ако треба ќе извадиме. Нема ако треба, одмah ќе извадимо. Ставимо помало. Едно. Чека да видимо колку му фали. Але нешто радовно човек, роден за муку. Ја мислам дека е петарда работа. Ти мајстор, патам риба, ќе те Да частам. си жив и здрав. Од мене бистро, еве. Наштелувано ти е све. Ти ме наштима мене сега да иде. Е, сега, Догаде до мене не е. Од туј на натаму е твое. Руче од мене е модели, ја што користу за реку, контраши убави. Сви сум убави тапе, али еве ја тие два модела. Ево, може да си направи едно кафе слободно. Где колку е безобразен овој? А? Е безобразно тој питање. Оди за Келгари навоза. Абе, Дарко, секој... Орче, проваѓали ти 400 км на коре сигури ме работа, .com. Кога идам јас со тебе, ако треба 1000 километри ќе пројдам. Знаеш кој е загазија, джаве не е загазија. Знам. И многу ми е драго што е така. Не може, брате, да се извади и готово. Нека трска. Нека трска. А не се големи, бе? Кога не се големи, вие доле клупче се. Ама кај тебе клупци, кај мене овие ситно. Фала Богу, некој да се најде човек да помисли на нас од оваа страна овдека исврлени од рекава. О, вика, благослов од мајсторот било. Сега гледај што ќе види.